големо светло за сиот род словенски денес га славиме светиот Климент Охридскиот чудотворец. Како вообичаено нема да го прераскажуваме житието негово, зашто секој од нас е должен барем од вечера, ако не порано се прочита, барем краткото житие на светителите кои ги славиме, за да го видиме многу поприсно и по-близу она што го говориме на проповедта на литургијата. Светилото кое денес го славиме, а чие име е Свети Климент Охридскиот чудотворец, просветли во 9 век после Христа, ама во времето во кое што живееше. Иако остави некој впечаток, многу поголем остави после 4 века, откако за прв пат и напишан неговиот животопис од светиот архиепископ Охридски Теофилакт. За прв пат, значи после 4 века, е запишан неговиот животен опис. Тоа се случува и во други прилики на светителите, да не се разпознати можеби во времето во кое што живеат, но Господ не остава едно светило кое просветлило во овој свет да не остане забележано макар и после 4 векови. Во времето во кое што живее Свети Климент има разбранувани односи меѓу народите. Ки ми речете, кога не биде разбранувани односите? Денешната геополитика, така наречена како модерна, викаме, не е разбранувана. Не носи на некој начин поделби дури и во црквата. За жал, така било скоро од секогаш. Меѓутоа црквата треба да го сведочи единството прво на Бога со човека, а после на луѓето меѓусебно. Колку што може, колку што дозволуваат овие земни, ај така да ги наречеме геополитички прилики. Меѓутоа не треба да се откажува од таа цел. Токму затоа го славиме ова големо светило, затоа што во времето во кое живее не се откажува од најважната цел, која треба да биде за сите нас, а таа е единството со Бога и заедницата со Бога. Некаде порано може да го спомнам. Тоа е карактеристично за векот претходен, 20 во кој живееме, ама и за овој. Некои луѓе живеат за црквата, некои луѓе живеат од црквата. Свети Климент ни покажа да живееме за црквата. Ќе даде Господ средства доволно, приходи доволно, материјално постоење, да можеме да преживееме во овој век. Ако живееме за црквата. Свети Климент ни го покажа тој пат. Во времето во кое што живееше им покажа на неговите сограѓани како се калеби едно дрво. Основна работа, меѓутоа слободите ни тоа да го знаеат. Затоа мораше најосновните работи да им ги покаже. Ама не ќе останеше
Свети Климент свети. Ако се задържаше само на основните работи да ги покажува, немаше да биде толку големо свет. Ако се задържаше само на тоа да им кажува како се халебат дрвата во црква, воопшто во светот, туку им го отвори патот на хармонија на луѓето, особено на словените во времето во кое што живее е многу разбранувано. Нема да го споредувам со ова наше време, за кој исто велиме дека е разбранувано, меѓутоа тоа е време кога еден свет цар, го викам свет зашто навистина е свет Борис, бугарскиот цар, сакаше да ги помири прабугарите, или како некој денес можеби навредливо сака да ги наречат татари, со словените кои исто живеа во тогашната бугарска држава. И го испрати свети Климент и свети Наум во можеби најоддалечениот дел овој регион, но најоддалечен од седиштето на тогашната бугарска држава. Меѓутоа, околу овој крај биле словените, а прабугарите не го прифаќале христијанството како религија. И во тој регион, околу столицата, каде што бил царот бугарски Борис, кој светител, можело да се случуваат разни претумбации по однос на сваќањата на верата. Затоа што прабугарите донесле одредена вера кога дошле на овие простори. Многу бошка била таа вера. Меѓутоа, за да ги соедини тие прабугари со словените, овој свет цар Борис го примил христијанството од тогашната византијска држава или од исто светиот патриарх Фотин. Овој тогаш имал елински епископ Григорий, дури го славиме во календарот на Македонската православна црква во има Григорий Охридски. Тој учествувал и на Фотиевиот собор. Меѓутоа, за да го на словенски јазик да биде богослужбата во словенските краеви, светиот цар Борис го испратил свети Климент и Наум во овие краеви во кои повеќе живееле словени отколку елини. Го викаме свети цар Борис, затоа што замислете, тој во одреден период од животот се замораше, оставил царскиот престол на синот свој. Меѓутоа, синот негов сакал да ја врати таа вера на прабугарите во многу боштвото. И што направил цар Борис? Ја соблекол мантијата која носел како калуѓер, се вратил во седиштето на бугарската држава, го ослепел својот сил, може би изгледа многу вака сурово кога човек гледа, меѓутоа така се брани верата во некој браќи и сестри. Го ослепил својот син, го дал престолот на другиот син и се вратил повторно во монархија. Тој цар го испраќа свети Климент во Охрид. И по заслуга на тој цар, ние го имаме денеска свети Климент го славиме, затоа што знаел да го разпознае. Некогаш е многу важно во животот пред време да знаеме да ги разпознаваме работите. Зашто? Вела 4 века после неговиот живот, тој е прославен како светлика.
Ама никой пред време да го познае Свети Климента и неговото, неговата дейност. А то бил Свети цар Борис. Не бил Теофил Актокритски, кој дори по 4 века го разпознал. Добро, и не може, он е живеел тогаш Свети Теофил Актокритски. Ама во тоа време го разпознал еден човек и го разпознал капацитетот на големиот Климент и го испратил, изгледа може би, кој ќе каже човек од најзафатлените краји на царството, како периферија бил тогаш овој. Не било седишта на архиепископијата уште. Меѓутоа, тука Климент ги поставил основите на христијанскиот живот меѓу Словенија. И затоа е славен меѓу сите словенски народи. И не може да не биде славен, не може да не биде признат како основоположник на словенската служба. Она што денеска се пишува, дали глаголицата која била напиша од Свети Методи и Свети Кирил, бил после тоа и ја реформирал, малку сум воздржан, право да ги речам, затоа што ученикот, кој толку ги почитува своите учители, особено од црквата тоа се случува, да ја поправија звуката која создале неговите учители, малку не сватили. Веројатно редакцијата на глаголицата од Свети Методи и Свети Кирил е подоцнежна. Меѓутоа, не можам да речам со сигурно дека не е редакција на Свети Климент. Иако некои сакат со сигурно да представат дека редакцијата на азбуката која понатаму е словенска азбука, која не е иста со глаголицата која ја создаваат Свети Методи и Свети Кирил, е дело на Свети Климент. Тоа не може, мислам дека не може науката со сигурност да ни го каже на сега. Меѓутоа, она што го славиме денеска е големо светило, а ние го славиме затоа што ни е близо. Ене каде е ова. Како на некој комшија кога одиме стол да му побараме, така да умолиме и Свети Климента да не застапува пред Господ. Затоа што имаме близина кон Свети Климента. Го живеел животот сличен кој го живееме, или барем треба да се трудиме нашиот живот да биде сличен на оној во времето во кој го живееле Свети Климент. Затоа што животот во побожноста не се разликува од еволуција. Тоа значи, човек е или побожен во епохата на Свети Климент, или е побожен во ова наша епоха во која што живееме. А тоа значи дека или е близу до Бога, или е далек од Бога. И во тоа време имало луѓе кои биле далек од Бога, и во ова време има луѓе кои се далек од Бога. Но ние, браќи и сестри, се трудиме секој да бидеме близу до Бога, зашто тоа е наша спасение. Се ова друго гледате поминува и заминува. Како било во времето на Свети Климент, па дошла други претурбации во историјата, па што не се помина, па многу мина памтат што помина во времето на комунизмот, кој беше релативно близу, ама денеска остана само црквата. Затоа што црквата не е човечка институција, таа е Божја институција и да мисли некој дека ќе уништи црквата, нека се вика тој Сталин, нека се вика тој Тито и било кој друго кој се бори против црквата. Тоа не може. Меѓутоа тоа се учи еден вака, од црквата, од младите, ги учиме децата,
не църквайте се църквата. Това ни го пишу и в Евангелията. Да не се фаќаме да се бориме против църквата, защото има пример кога светиот апостол Павле се викал уште Савле и ја горел църквата. И што да било? Добил тешкоти и самопочивот. Затоа што да ја гониш црквата не значи дури да гониш еден човек трагично да гониш, на правдина. А да гониш цела црква на правдина. А тоа е надвор думот. За така надвор думот не е казната Божия, туку е казната на самата недоследност на живота. Тој пат води до погибел. Не треба Бог да ги казва таквите луѓе. И не ги казва, ги остава да си пропаѓат на патот на пропаста кој тргна. Ама Свети Климент ги покажа друг пат. И затоа го почитуваме, затоа што ни го покажа патот на светлината. Не е патот кон сонцето, ние кога видиме сонцето кое предвидува некои, може би се 4 милиарди години да има сила и да сјае. Ама после кој ќе сјае? Много сонце. Многото сонце се вика Господ. Ние од него ги примаме енергиите, од него ја примаме светлината. На тоа не научи Свети Климент. Го научи целиот род словенски, дека Господ е извор на битието, дека Господ ни дава сила да преживееме и во овој век, ама ќе ни даде сила да живееме во векови векови. И тоа е нешто што ние како црквени луѓе треба да ги го разјаснуваме и на луѓето кои не се во црквата. А има потенцијал да влезат во црквата, да живеат црковен живот. Тоа е важно. Тоа е нешто што сите нас не поттикнува на живот поинако од оној кој сме навикнати во секојдневието. Да се трудиме само за најнеопходниот лек. Не, ние имаме голема задача, зашто така не научи Свети Климент, да го изводиме патот кон спасението, патот кон Господа. Тоа е нашата цел, а не да се задоволиме со една рака граб него. И пак и така Господ ќе ги ја даде. Ќе преживееме во овој свети век. Многу малку, скоро nimalo нема веќе гладни во овој свет, дури и во Африка нема. Што страда за лет. Меѓутоа има такви што страдаат за Словото, за живиот лет, за Словото Божие, а такви има многу. Затоа, браќа и сестри, да бидеме како Свети Климент, не насилно, ама со нашиот живот и светлина да им ги отвара на очите на тие кои се во близина наша. Дека има една светлина, која се вика несознатена светлина, а таа е Божјата светлина. Ќе ја видат луѓето само ако си ги приспособат очите да сакаат да видат таа светлина. Една светлина не упати, а да не речем да ни приспособи очите да ја гледаме таа светлина. Свети Климент го критикува Творец. Затоа го почитуваме, затоа го славиме, затоа песни го спеваме, затоа што доликува и заслужува таквото светило нашата почит, нашата тоа е да му го посветуваме на таквите луѓе.
Milostea Božja, bratia i sestre, neka bude na svih vas. Poveljnik na Sveti Klemen da bude večer. Ama ne samo spomen da go narečeme večer, tudi da bude pater voditelj, zrsitelj naš, da se poučuvаме od borovite negovi koji sekogаш ne upatuvat samo na Gospoda. Nema drugu zborke Sveti Klement. Nema nekoja razvijena nauka, a jer nema li ni v vremето во кое што живее. Сега е науката многу поразвиена, но тоа што не значи дека науката е спасение на светот. Господ само е спасение на светот. Немојте му го посветиме животот, почитувајќи ги ваквите светила, како што денес го славиме светилото недоземно Свети Климент, кој ќе е Творец. Amen.